Никад ти текнува на моментот кога нашите рисови не извадија буквално од чорапи. Се почна со Масито, влечеше по левата страна, му скрши кичма на грузиецот, до Бате Гоче, му враќа, иде до Нестор, пак Бате Гоче, цап, дагао! Македонија на Европско! Еј, овој гол со Грузија нема да ми досади вака да си го оживувам наредниве, не знам, да живам 100 години, ще 100 години ќе го оживувам. А поготово шмек има со лименки кога го правиш, кога си спајаш фудбал и пиво. Дочекавме, а не верував дека баш на ваков начин ќе дочекаме еден момент да почнеме емисија каде што ќе збориме, човече, за наша репрезентација, дека ќе биде учесник. А сето тоа не вреди да не почнеме и да се освежиме и полесно тоа да гура понатаму. Биди домакин, биди нашите партнери, оние поддржувачи на Фудбалската федерација, ама и на нас. Никад ти негуваш дефанзива, брат, за тебе Крсте Велковски. Може. Ти што си зема, бе? Аз сум Алиевски, брат. Аз сум таков. Ти си Джани? Напред-назад. Напред-назад никак. Јас го сакам тој фудбал. Ајде зарно за убаво да... Зарно за убаво и како викаат нашите партнери, заедно и се е можно и зошто не биде можно, правиме една ваква емисија од која ќе имаме и некој фин пречек на нашите фудбалери. За многу голови, па и победи. Епа никад ситно броиме до првиот наш историски меч против Австрија. 48 саа. Недела, 18 часот. Види, брат, многу од европскиве фудбалски великаши знаеле да не потценат и знаеле да си поминат ко боси по трње. Мислам дека на европско дел им дое памет, ама дел мислам дека пак ќе не потценат. Никад Кажи. На секој шампионат е така, ама да не заборавиме дека и на секој шампионат има селекција сензација. Зошто не бидеме ние, покажавме дека можеме, баш кад нашиве момци ветуваат дека ќе играат јако, со срце, тоа е тоа и ние што го очекуваме. Резултатите го вкусија и германците, така да дадовме до знание кои сме, а верувам и со поинакви очи и сега нас не гледаат таму. Така. Сега кога збориме за големиве репрезентации, нели, нас не гледаат дури според коефициенти меѓу 4 репрезентации на кои им се даваат најмали шанси. Ти кој ги гледаш, бе, така со најголеми афинитети за престижната европска титула? Франција е светски првак, Белгија има генерација која што треба да даде некој завршен збор на квалитетот. Португалија европски првак не смееме да заборавиме. Светски првак Франција ја почна, дај за Франција да видиме, имаме и ростерот на Франција. Да. Да видиме кои фудбалери од кои се очекува да го оправдаат епитетот најдобри на светот, па сега гледај ти и на само Европа. првиот тим. Јорис, Пембе, Лукас Ернандес, Варан, Павар, види го ти нападот, бе, мајсторе. Брат, јас се тоа гледам, ама да не заборавиме, Франција е во група на смртта, човече, Германија, Португалија им се е во група. Па тоа е, така да тоа ќе го биде ме прашуваш покој. мене, група на смртта, ама за Унгарија. Замисли си унгарец во овој момент. Леле, брат, што ќе ја правиш со Маđарска? И замисли Унгарија биде таа сензацијата што ќе изненади еден ваков гигант од калибарот на Германија, Па ја не знам Франција и од Германија, Португалија и Франција кој е можел да изгуби од Унгарија. Ама поготово, ти гледај французи, овие да играат без одбрана, брат, и да примат 6 гола, ќе дадат 8-6 ќе тепаат. Види, Бензема, нели деновиве нешто се шпекулира повреда, едно да Жируе секад на искуство може да добие. Он Мбапе, ја мислам, се очекува најмногу овој шампионат. Гризман беше дефинитивно на светското, нели мислам, 40 гола ќе дадат бе на европско. Ќе видиме никад, ќе видиме. Франција се дефинитивно, еве и според нас, GG3+, и продукција, режија, Франција ни се фаворити, ама тука се и Португалија, и тоа во иста група. Португалциве многу малце луѓе ги зборат, не знам зошто, ама имаат многу јака репрезентација, не ги зборат многу малце, барем во круговите кај што се јас движам,
и Кој знае ти кај се Португалија движиш? брат делува на една У тие страшна кругови ти кај се движиш, може и Северна Ирска и репрезентација. Велски зборат. Погледни бе, каква доминација на играчи од Премиер Премиер Лига, Лига, да. кај што си игра најдопатни Бруно, фудбал, Бернардо најофансивен. Силва, Кристијано Роналдо стандарден без него од Диаз, брат. од 2004 Кансело, до сега. Семедо, види Руи која Патрисио. одбрана, Пепе Месарот е у позадина од сенка, ама стариот знае да изненади кога не. најмалку се очекува. Ја мислам Португал иде у полуфинале, зависи многу со кој ќе вкрсти, ама со оваа екипа До топ не можеш 4. ти- Сигурно и до топ 4. Неизвестно ќе биде, неизвестно кога покрај. А уште една репрезентација што очекувам у топ 4 секако, мада ја онака Потајно веруваш, така? Тивко у себе мислам дека и у финале може да влезе. Која Ако не ги биде зијаме се? у обзир оние вкрстувања овој со оној, Белгија. Бе, последниве години Белгија секогаш има ростер за така висок елиминацијски круг. Докажа и на последните шампионати. Па еве бронза од светско се. А после оваа сезона во која издоминира Лукаку и Италија, Да. дефинитивно се наметна Па ти за гледа исто напаѓач на број врвата. 1 во Италија. Де Бројн, Азар, Лукаку, видим ги ти Водејќи го измените Интер бе до човече. титула. Видим ги измените Тросар, Мертенс, Бачуај, Еден Азар не знам. Караско. Не знам, Де Брајн ми е сепак играч на кој више би му дал шанса да се издвои на ова европско отколку на Азар, знаејќи се што мина низ Кога им се види Реал одбранава, Мадрид. кога им се види одбранава човек што игра во Франција и луѓе што се ветерани веќе, ако некој против нив треба бара шанса, тоа ќе биде преку нивната одбрана, мада овоја средина треба да ја поминеш ти за да дојдеш до одбранава нивна. Токму така и јас би издвоил никад уште една селекција која верувам дека како и секоја година треба да достигне до она Final Four завршница. Ти кој знаеш што ќе издвоиш? А Словачка, Според мене Чешка, не. што? Па ти викам секоја година брат, како паметам за себе, Англија има ростер за високи дострели. Верувам И од дека кога паметам за себе, високиот верувам дострел го дека достигнуваат на овој PlayStation. Еврошампионат искрено се надевам дека ќе ги урне сите овие гиганти, ќе се порадува на онај престижен трофеј, Да, бидејќи има ростер не еден, Ама си се соочуваат со нивниот проблем стандарден. па да веруваме менталитетот ќе го сменат и точи за Англија. англичаните. Еве, што века Саутгейт? Незадоволен и не го знае составот за брат, првата па утакмица за како ќе го Хрватска. знае? Хрватите као нивни противници убаво си го анализирале ова, што века не сме доволно Како добри. ќе го знае, не знае кој да стави у Мене игра, ова бе, знаеш на човече. што ми смрди, дека човекот уште од сега бара алиби, пошто Не. знае дека па не сме доволно добри. Англија не е доволно добра сега, да не види, се зафркаваме. Хрвативе сега знаејќи дека прв меч име со англичани, може да пишуваат све и свашта. Дека не знае кого да стави у игра и дека у тешка дилема со кој да истрча прво стартна петорка, прво се мислеше кој да ги земе брат на европско. Да не заборавиме какви играчи останаа дома да гледаат европско на ТВ. После ова сега со Арнолд што му се случи, мислам, повреда е изоставен во тимот. Буквално не знае Ама човекот пак, на бе. сладки макije. Може тоа да ги чини, Ја не ти викам кажам, не. Англија нема да ја тепа Хрватска. Англија не ја победува Хрватска. Хрватите сега се напалени брат после последното светско, така да јас верувам дека Англија ќе гура далеку. А освен нашиве мозгалици, да видиме и други луѓе, можда малце и постручни од нас, како мозгаат на овие теми. Слега, сите гости што ни биле тука во студио, од кои спорти да доаѓаат, се посебни личности, доста биле и цитирани после гостувањата кај нас, како барани. не, како? Меѓутоа, нашиот денешен гостин, особено на социјалниве мрежи, направи еден преврат до таа мера што луѓе и фанови посебно ни пишува во една емисија посветена на Евро, токму него да го имаме пак. Види, се сомневам дека само и кај нас беа така заинтересирани жешко за него. Верувам дека и доби повици и од Германија после нашето гостување. Така е. На наша огромна чест и задоволство, верувам и на нашите фанови, по нивно барање, Саша Чирич, наша фудбалска икона, наша легенда. Чиро, добро ни дојдовте пак. Правиме едно сефте пред европско со Чирич. Мислам дека нема подобар гостин да ги отвориме овие Евро емисии. Чекај, пред да почнеме и од нашите
партнери. Да се освежиме. Да се Така. освежиме, да. Како што налага А како што Кој ми се налага паѓа? една фудбалска икона, едно капитенско од Гранде Панде. Од Гоче, браво. Со слаз да се тера. да. Така е, да бидеме домаќини до крај. Така. Ето е тој звук. Па ајде да Нека ни е наздравиме заедно. за еден И со среќа фин нека ни е. почеток, Да. а зошто да не и успех. Гоче и се е можно. Баш така. Баш така. Или Скопско и се е можно, добро. Па полека, јас мислам дека и Европа веќе гледа дека со нашава репрезентација се е можно. Дека пласманот на европско не беше случајност. Германците посебно гледаат. Точна е констатацијата дека после нашето гостување имаше повици од Германија или дојдоа повиците после оној дебакл на германците? Не, Од имаше нас. имаше и пред тоа, меѓутоа особено после поразот и што мене ми е драго, беа само честитки од нивна страна. Значи никој не кажа дека среќа сме имале или било што, него дека апсолутно заслужено сме Господски. победиле. Дел од нив викаат, добро, тие моите најдобри пријатели, дека ќе бидат покрај Германија, ќе бидат фанови на нашава репрезентација сега на Европско првенство. Тоа е многу убаво се чуе. Обично до сега ние си биравме алтернативна некоја репрезентација, кој за Германија, кој за Италија. Убаво се чуе дека некој од големите за Македонија ќе најде. Да, и посебно драго што е една таква нација, Германија. Така, така. Јас имам, да кажеме, и една страна на Facebook, што имам преку 5000 пријатели германци, сите се германци. Ба речи си, сигурно имам околу 1500 пораки имам добиено после победата и сега пред Европско доста пишуваат и доста се на некој начин симпатизери. Сега нема можност да ви покажам баш еден од Шалке навивач. Тој кажа, дури он е малце лупи на германска репрезентација поради ситуацијава, послабо играат и таму има некои несогласици и он вика, јас веќе не сум фен на Германија, јас од денеска ќе видам и до крај на Европско првенство на Македонија. Да, Шалке се знаат и блиски односи нели со Вардар. Да, он е еден од навивачите кои исто соработува со нашите комити тука, така да. Чилич поминаа генерации, поминаа легендарни фудбалери, вакви денови не дочека. Конечно е тево длабока пензија од фелата кои се на рангот со вас, доживеа вака да ја гледаат Македонија и да чекаме да стартуваете оно историски прв меч на едно големо надпреварување. Каква е еуфоријата кај тебе во тие твои кругови? Па еуфорија постои. Значи, едноставно се дискутира во последно време само тоа. Се дискутира каде да седнеме, дали е на сабари, на кафе или навечер, некаде на вечера. Темата е фудбал, што ќе биде, како ќе биде. Приметувам дека е зголемена таа еуфорија, мене лично не ми се свиѓа тоа, не ми се допаѓа таа цела работа, затоа што мораме малце да останеме на приземни, да, затоа што не од таа еуфорија па да ни се удри од глава, не да Боже, со не верувам, меѓутоа сепак може веќе у стартот ако доживееме пораз, тогаш може се да се сврти спротивна насока. Она што го прикажуваат момците во последно време, поготово овие мартовските квалификации, па и овие двата последни надпревари, јако со Словенија, на некој начин кикснавме у таа последна минута, ми дава за право дека да очекувам не само да играме епизодна улога на првенството, туку дека навистина ќе изненадиме, поготово што кај противниците баш и не е ситуација, поготово кај Австрија не е баш сјајна ситуација и токму тој надпревар пред првиот надпревар мислам дека можеме да направиме нешто што ќе ни даде уште повеќе сила, елан ќе ни даде за наредната после со Украина да го направиме најголемото изненадување во историја на европски првенства, кога еден аутсайдер ќе отиде дури во наредна рунда. Кога зборуваме за Украина, Украина како е Шевченко, дојден селектор, еден препород на фудбалот имаат, дури не само по резултати, него играат и убаво за око. Дали можеби со нив ќе ни биде најтешка? Холандија си е фаворит, Австрија можеби ве посочивте не е најсјајна ситуација, дали најголемото искушение можеби Украина ќе ни биде? Па ја често задно време телефонирам и ми се јавуваат разни медиуми, некои анализи, правењи такви работи, јас секогаш велам за нас е битен првиот надпревар, каде што не смееме да изгубиме. Значи не е важно дали ќе победиме, дали не решено. Ако излеземе со позитивен резултат и Холандија ја добие Украина,
тогаш Украина мора сите карти да ги фрли токму против нас. притисок, Значи не еве. може она да игра да тактизира па да чекаме таму може и второ полувреме, него мора од почеток тука да се отвори, што ние мора да го искористиме тој момент. Затоа што тие се како ќе ти одминува времето, тие ќе бидат понервозни. Така, а имаме ние играчи кои можат да излечат добра контра, да излечат и тука ја гледам таа некоја Тоа ми шанса. беше прашањето, каде ја гледаш клучната улога на теренот за да направат ете разлика и клучните потези да ја го решат ете мечот? Па мислам дека тие бочни играчи многу ќе значат у овие првите барем два надпревари. Ние дефинитивно барем на папир не сме фаворити во ние да надпревар. Значи треба да очекуваме противниците, дали Австрија и Украина и Холандија да бидат тие кои ќе го наметнат своето темпо и кои ќе не притиснат на некој начин. Меѓутоа, тука ни се отварат можности токму против тие бочни страни каде што ги имаме и Алиевски, го имаме и Стефан Ристовски, кои можат да излечат и у тој празен простор да се уфрлат и да нашите шпицови да ги клюкат со добри топки, па таму може би брзина, Пандеве тука, може би нема некоја брзина, меѓутоа знае каде да застане, таму каде што е најопасно и една топка ако добие, мислам дека Гоче ќе се запише веднаш во листата. Мрме ќе тактизира или ќе го игра оној препознат фудбал? Па изненади? сите очекуваат дека ќе ние продолжиме со тој систем 3-5-2 да играме затоа што сепак се покажа дека играме најуспешно со токму со тој систем. Ние порано сите знаат дека може би почнувавме со некои други системи 4-2-3-1 или 4-4-2 или било кој систем, меѓутоа во тек на играта веднаш се враќавме на овој систем затоа што некако тој систем одговара токму за тие бочни играчи во везната линија, Алиевски и Ризовски, тие имаат повеќе, просто имаат можност да бидат агресивни, ако е нешто добро, зашто да се менува. Ние ќе пробаме, нормално, може би во текот на играта ќе се смени нешто затоа што и селекторите или на другите репрезентации или нивните луѓе од нивниот тим сигурно ја скенирале нашата игра, ќе извадат против игра на тоа, а може би ќе треба да се адаптираме, меѓутоа ајде да почекаме, знаеш како е во тек на надпревар ќе се види како ќе иде. Голем број од светските спортски медиуми го апострофира Елмас како играч на кој што треба да се обрне внимание, дека ќе биде млада звезда на првенството, дури навештена Наполи има своевидна порака до управата, не можете помислиле да го продајте, него размислувате минутажата му се зголеми. Колку е важно сега Елмас тој притисок околу него да не го понесе на терен, да не му влијаат овие пишувања, овие наслови. Ја мислам дека нема притисок кај него. Он е таков скромен тип. дечко е. Да, он е таков тип, он излегува на терен, за него више ништо не постои. Како возрасен, како ветеран игра на моменти. Ужива во играта. Се гледа дека ужива во секој потек, во секој дриблинг, во секој допир со топката и он едноставно тоа што го знае, он тоа ќе си го игра. Кога сме кај тимот наш, уште едно прашање јас имам. Дали ова е најдоброто што го имаме моментално, без разлика да не ме сватат погрешно, веројатно треба да му веруваме секако на тренерот Мрме, дали ова најдоброто што го имаме? Фали ли еве да го издвоиме, Јаховиќ многу ми напишуваат за него, може би требаше шанса да добие поради отсуството на Несторовски? Да, се пишуваше, има поделени мислења, 2 милиони жители Македонија, 2 милиони селектори, тоа е сосема нормална работа. Во оваа ситуација, моментално, значи, не е момент да веќе да се збора за тоа, за таа тема, затоа што не треба да ствараме сега пак некој незадоволство. Лично јас можам отворен и секој сум бил отворен, јас сум за тоа Јаховиќ да биде. Мислам дека има место за него во тимот. Меѓутоа, селектор е тој што одлучува. Тој го направи успехот со фудбалерите и неговото е последно во момент. Се надеваме дека ќе биде сето тоа позитивно. Не достига таков тип на играч како што е Јаховиќ, играч за во 16 кој знае да из топка да прими и има добра игра со глава. И формата му голгетерски можности има огромни. Знае и Јаховиќ самиот, јако сум зборал со него, секој сум зборувал, кажувал на него дека мене ми се допаѓа како играч, ме посетува на мене исто така. Меѓутоа сега за ниедна работа не сме да се збори, само за Европско првенство и како ќе играме таму. Да веруваме на момците ќе да направат свеќе. Во нашата група многумина ја издвојуваат Холандија како апсолутен фаворит, меѓутоа факт е дека Холандија
последниве години не е онаа Холандија што ја памтиме со Беркамп, со Давид, со Сидорф, со Макај, со Нистелрој. Така што јас сега предлагам да го погледнеме и тимот на Холандија, да видиме каде можеме да им установиме дали некои слабости, дали некои предности, овај на секоја позиција, кои им се решенијата. Мислам дека токму со Холандија ние ќе повториме играта како со Германија. Издесме ќе се надигруваме, тие има да се чудат што ќе им направиме ние во Холандија. Ја дури мислам дека нашите против нив ќе одиграат најдобар натпревар. Затоа што воопшто не се играчи, меѓутоа не се класа играчи од и притисокот треба нели кај холанѓаните, сметајќи дека се звезди, дека од нив се очекува, ние нема што да изгубиме со. Тие така ќе излезат на терен. Ние сме Холандија, ќе згасиме Македонија. Сама ќе се победи. И ќе им се удри токму на нив од глава ќе им се удри. Вака оптимистички ова е прво, ама не и последно европски голем шампионат според вас, така? Не. Дури пази сега со ова репрезентација која мислам дека у наредните 5 години ќе остане иста. Добро, Гоче тука Збориме генерации што доаѓаат. Гоче ќе биде со 42-3 години, окей, ќе биде тука, тама у наредните 5 години. Второ полувреме ќе може да го издржи. Така. Значи ова иста репрезентација ќе игра заедно. Па зашто ако веќе една се пласираме, зашто и не сега? Дури овие сега имаме можност ние дури овие квалификации. Темелите се за удрени? светско. Да. Ние ерменциве може да бидеме први од у групата група. да идеме. Ние ерменциве заедно идеме. Па еве испадна први втор. Па еве испадна дерби у групата наместо Романија, Германија, Македонија, Арменија. Арменија дерби за прво Дерби место, за прво место. Да. Кога сме кај германците, страшно сте упатен во нивниот фудбал, екипите, репрезентацијата. Ајде малку да ги искоментираме и нив тончи, можеме го име германскиот, ова е германскиот состав. Така. Што може Германија со овој тим и на крајот на криштата општо очекувањата ваши од европско, ова више кога ќе биде разврска за горните позиции? Често кажувам дека мои фаворити, сега збориме за освојување на европско првенство, се Франција, Шпанија и ја ставам и Германија. Германија ја ставам тука затоа што иако последно време ние ги победивме, игра слабо и таму е големо незадоволство, сепак тие се турнирска репрезентација, тие токму го ќе дојде вака европско и светско првенство, знаат како, се е темпирано за тие надпревари и мислам дека сите тие незадоволства што ги има таму во репрезентација со селекторот, со тактиката, системот на игра, све ќе биде ставено во втор план и све ќе се подреди на успехот. А за играчи имат играчи. Затоа што иако се шарени сега со овој тим, пази, можеби еден сега зависи со кој ќе игра. Сега тука има избор. Да, во нападот се ги гледам тука и Сане, и Кнабри, и Тимо Вернер. Па и Томас Милер, ако и у некои години, можеби, значи има голем избор, меѓутоа мислам дека ако го Вернер стави, мислам дека Вернер ќе покаже многу ново европско првенство. Он имаше многу лоша сезона сега во Челси, каде што он играчки, движење, трчање, се мона завршницата која му недостигаше. Обично Зицер. Тоа му е слабата страна. Тука имат голем избор и тука ќе видиме Јоаким со кои со кого да излезе, мислам дека ќе бидат опасни. Средниот ред е доста искусен. Хаверц, Кимих, Крос, Гюндоган. Хаверц, не верувам дека Чира Хаверц ако игра, веќе ја први го ставил во нападот некаде да игра. Таму го гледам него во везна линија. Меѓутоа со овие искусниве, ако игра со искусниве, со Крос и Гюндоган, ќе има Гундоган каква сезона, втора полуфинал. Има играчи со милиони утакмици во нозе, кои знаат да застанат топка и знаат во тие кризни моменти што да направат. И Кимих е тука нормално. Баерн, да. Така да везниот ред име Бетон, Емре Кан исто. Тоа позади ќе биде малце тука, не знам сега со кој кира. Дали ќе биде со Хумелс. Рудигер му е основа таму ќе биде, он игра феноменално и одира. Теми да му дојде па уште еднаш на Рудигер. Не, ако се зборам, мислам дека они у добра форма, да. Тука ја го гледам Хумелс, го гледам јако е стари и тоа на искуство, он треба да игра. Мислам дека треба да игра кај нив. Тој против нас не играше и мислам дека баш немаше кој да ги координира таму позади овие да ги команда. Овие наводници дрва да ги кажем, поставени таму да ги командуваат. Тополи. Да. Репрезентација за почет и репрезентација, ја мислам дека ќе направат они
изненадување, ако голманскава Германија не е тројка, изненадување да дојде високо, меѓутоа мислам дека они ќе направат. Има тука уште една интересна доста работа кога ги коментираме составите, а тоа е состав од најдобрите играчи што нема да играат на европско Тоа е првенство. па и поинтересно се остава. Да, можеме и тоа Против точно. страшни Не сум го легенди. видел, не сум тоа. Да, еве го. Лекип го објави. Шпицот поготово ми се свиѓа мене. Стариот и младиот е. Штета за двајца. Добро, Нордиците. Ибра се повреди. Да, штета за него затоа што ја го ценам како играч. Ибра. Луцид. Поместува свако граници час. човекот. Да. А овој малиот за Халанд, тој полека, тој допрва ќе дојде. Тој допрва ќе дојде. Штета Страшно што гризе. тие ќе ми фалат, мене најмногу. А и Серджо Рамос, мене он многу од Реал Мадрид ми така најсимпатичен играч Тоа ми сега е. сега да прашам, дали може на Шпанија да и се случи тоа што кога го збориме за Рамос, тоа што им се случи на германците заради отсуството на Хумелс со нас, таа координација. Па може. Што Пике некако не е Затоа лик што- што може. Да, Он става и сам се координира. Ова е лидер на одбраната, значи прав лидер е она. Он и капитен, мислам дека им беше и на репрезентација. не, да. Меѓутоа лидер од одбраната знае кога да смири, знае кога да повлече. И што е најважно, многу убои на тие прекини што се таму, дали се корнер или слободни удари, многу убои, има добра завршница и затоа ти викам многу. Но мислам дека ќе им повредите недостига. сезонава Така. веројатно влијае Мислам и дека е кај спремен, Енрике во мислам дека е спремен. Не се тоа Класи играчи играч, од тип така е. се повредил па сега дома лежи и одмара и се здебелее, него они работат она максимално да одржуваат кондиција и снага и Тој веројатно имаше некоја место за него. филозофија на Луис Енрике подмладување или е што ли е. Добро, не и знам. многу реакции има и зошто нема баш ниту еден играч од од Реал Реал Мадрид Мадрид. што не се памети во историјата Да. децени да немаш играч од Реал Па Мадрид. добро, сега знаеш како во Реал се најдобрите, странците се најдобри. Да. Сега можеби Начо, ако веќе не го взимаш Рамос, требаше да го Иско. земеш Начо. Иско релативно слаба форма, ништо не покажа минатата година. Немаше добра минутажа. Повеќе не играш отколку што играш. Да, или Начо или како се викаше овој десниот Карвахал? Кавахал. Ние се сакаме на нашиве гости тука да им поставуваме едни предизвици да типуваат наш шампионот, меѓутоа тој што ќе дое на пример 2 емисии после вас веќе ќе му биде стеснет кругот на репрезентации. Значи јас се првиот така. Затоа рековте тројка Франција, Германија ја оставивте последна, втората која ја спомна? Франција, Шпанија е Така. да. Ќе треба да се одлучиме значи сега за првак на европското и најдобар стрелец кој би можел да биде. И па ај веќе кога ќе се останам, Тројката издвои ќе се еден- останам, да, ќе се останам, тоа е Франција ќе ја издвојам и сега кога веќе Франција, значи ќе имат најмногу надпревари, ќе има најмногу шанси Бензема да биде она. Само кај нив може гол да даде било кој. било кој, ама Бензема ќе го земам затоа што Бензема е како Реал го нема и на крај кој ќе ја реши надпреварот, Бензема е. Не знам само статусот каков сега, е на Бензема, да. бидејќи сега и со па затоа Бугарија ќе да се ризик. пожали на повреда и беше излезен уште у 35-та минута. Не знам дали има официјално деталните лекарски прегледи што констатирале. Иначе и можно е и да остане на клуб. Ако ќе идам ризик, Бензема, да, значи Бензема ќе го неискуство. земам. Да, ќе го земам. Ништо, ќе мора и да видиме што мислиш кој ќе преовладува на трибините. Иако ограничен е бројот нели за навивачи, ние издвоивме 3 фан-зони кај што веруваме дека ќе преовладува. До кај можат репрезентације со оваква поддршка да стигнат? Да видиме според Чирич. Ајде, Тончи, пушти ја прва. До кај може Хрватска да стигне? Па ова може, мислам, ова Хрватска може далеко да стигне. Се збуди нешто. Така, Не, ова реков, Иде Хрватска може далеко да стигне. Да, далеко да Па нека дојде и на кај Македонија. Затоа што со љубов игра, гледа срцето Така е тука, е, со љубов така се е. надпреварува, така да ќе навиваме и за вас, момиче, немај гајле. Ќе им даваме предност, значи дека се Да. на Балканот. Да се сретнеме со Хрватско пет. Види, После ќе се омилената- осмина финале, па Ако го треба па ќе да бираш договараме. меѓу омилените. Чекал дека сенка да ми фати нешто да така. Види го бркот. Ова е Германија. Чиче гледа, не, он гледа ноктиве, тоа гледа плав. Така, Да, манифирот да го види. Зашто плавата боја нема нигде у Германија, зашто е сина боја таму? Чуди се он. Тоа малце се чуди, ама ја би се чудил пошто ја гледам у таа сина боја така, удира во очи. Баш тоа преовладува на Тоа сликата некако. преовладува на слика и моја Германија ту на водници втора е. Избива на врвот Германија. Избива на врвот. Чекај последните да ги видиме, да не се Последните предомислиме. можда ќе изненадат. Ај Свиден.
Украина. Украина ова? Украина. Добро, жолто ја се. Овие валја ќе ги видиме и Не се ти против загледа у нас. знакот, ама друго гледаш, нешто гледаш. Мислам цвеќе да го гледам Да, горе. цвеќе, да видам горе. Еј, тоа ме асоцира на Шведска. Со оглед дека се у наша група да ги оставиме последни. Ајде Хрватска, најблиску ни е тука, ние сме ете така. Колку европското првенство ќе им помогне на играчите да направат добри трансфери после него? Мислам дека ние и пред европското цената на нашиве играчи многу порасна. Со самиот пласма што отидовме таму, многу позитивно одекна во цела фудбалска јавност и веќе сме следени доста. Меѓутоа, сега имат, сите момци имат тамо една платформа, тоа Европско првенство, каде што ќе можат да се прикажат у најдобро светло. И мислам дека не да ќе им биде тоа отскочна даска за фудбалот во Европа, за универзум ќе им биде. Мислам дека Елмас ако така одигра како што игра у задно време, дека тој првиот ќе биде на пик на поголемите екипи. Да видиме Гоче Пандев евентуално да направи некој поголем трансфер ако може, пошто у млади години е Гоче, стално се смееме, викам Гоче, сега ти е шанса, значи избориме, е шансата, сега му е мајката да одираш Европско, се одира, тоа е тоа. Да се лансираш. Да. Или на човекот му се исполни желбата, дочека, ја мислам, во 38-7 Играч од година. негов калибар заслужува апсолутно. Последна таква блескава кариера, ова да му е врвот, верувам. Само нека го послужи здравје, знаеш, многу ќе значи за нас колку Гоче ќе има сила во нозете за овие надпревари. Надпреварите ќе ги следиш од тука или У план сум за горе да идам, само имам некои обврски тука нешто, одредени фудбалери тука нешто бркаме работава. Мене ми беше ударно ми беше Холандија, така ми беше планирано преку Германија со Варно, Холандија. Меѓутоа сега читам дека е малце проблематично, не знам како ќе Ни за идеме Саша Чилич нема попуст. Па нема, затоа што не иде преку Човек што му дал гол на Германија. Оливер Кан не може да влезе на стадион. По Германија ќе влезам, ама не можам у Холандија. Тоа ми е проблемот, да. ако останеш тука заедно и се Да. можно со Скопско, ќе славиме да Добро, сите веруваме. надпревари нема да ги гледаме, но со Скопско ќе славиме, дефинитивно. И со Гоче. Така, Кога сме Скопско е. така, кога сме кај нашите партнери од Скопско, они ни се доказ дека Дедом Распо некојаш доаѓа и во јуни. Дури нека знае да легне вака подле некој кауч како што седиме сега ние. Така ние ќе го разбудиме сега. Така да, опа, еве нашите тоа ли е? партнери се погрижија, нормално да не си отидете со празни раце. Така. Да. Ево една Забораваме- свежа примопредаја. Благодарам до вас, благодарам до партнерите. Дека Да, некои сега да од играчите на овие лименки ќе не израдуваете Да, вас и да, нас да, и да. целата македонска. Дома ќе си видите што екипа за мал фудбал имате на лименките. Добро. Голем избор, да. Ако нема голман ќе се менјаат, како е на мал фудбал, се менјаме после еден гол сите. Благодариме за одвоеното време, секогаш е фино да се слушне еден ваков коментар од вас пред еден вакви надпревари за кои сонувавме децени. И едно добро интро за сите наредни гости што ќе дојдат во текот на Европското првенство. Благодарам за вас и да ме викате и за светско првенство кој ќе бидеме, пак да ме викнете. Договорени сме, здраве Боже. Епа Здравковиќ, фин, како и секогаш муабет со Чиро. Накрај верувам и среќен си замина. Стручен соработник ќе ни стане. Па верувам брат ќе ни стане, а ќе им се допадне и на Скопско, КБ3+. практикувајќи ги нели рекламите со легендарни вака фудбалери, искусни во областа на фудбалот. Мада покрај едни такви како нив, верувам и Чиро, задоволни треба да бидат и оние главните секојдневно што чекаат од нас, емисија што редовно не поддржуваат и на Facebook и на YouTube. Ни пишуваат, не прашуваат, ни коментираат. Така да продолжуваме и знаат ние дека со се нашата лекуваат. пракса и да ги наградуваме. Да. Така да за ова дебитанско учество на Македонија, наградната игра за нив никац да биде Кој наш фудбалер ќе биде стрелецот на првиот историски гол за Македонија на Еуро? и никац во случај, не дај Боже да нема голови, да не постигнеме на овие два надпревари, Така. алтернативен одговор во истиот коментар, нека биде кој фудбалер ќе го упати првиот удар кон рамките на голот. Ама во рамки на противничкиот гол. Така. За најбрзите 8 точни одговори, Следуваат исти вакви јунски дедомразовски пакетчиња, каква што доби и Саша Чирич. не заборавајте да ја споделите нашата емисија и на крајот да уживате во ова фудбалско доживување со
ладно грч пиво. Слајо, европското почнува, ама нешто у овој момент и завршува, тоа е нашето пресметување на тоа гостиве наши како помина со Се типувањето на лажеш за емисијата. одамна заврши тоа, ама ајде да видиме, ајде гостите прво. Да видиме тоа, 26 души. 26 истакнати спортски имиња. Да, мала беше разликата меѓу првиот Ѓошевски и последниот Наумче. Нијанси беа упрашање, едно Мора да- 45 нијанси, Да подсетиме 46. само две добитни ливчиња, од кои првиот Никола Ѓошевски, правна табела, прва беше Индира Стратовиќ, а бидејќи Никола Ѓошевски никад заврши вака како лидер на оваа спортска надпреварувачка Па и од табела. првата сезона кога ги срачунаме, Ѓошевски е апсолутен лидер. Ќе го разладиме и него со едно вакво. Си заслужи едно вакво пакетче. Така е. Така што, Ѓошевски, да знаеш што те чека, дека имаш пакетче за подигање. А никад кога ти ќе се раздужиш, бидејќи нашата трка Бубрек одамна да ти дам. заврши. Бубрек да ти Одамна дам да се заврши. раздужам. Последното ти пубање него ни паметам, ко по традиција, дупло поише, финален резултат, Традиција, бе, која над традиција, бе? 50 квота поише во однос на никад, така да еве јавно да кажам што сакам од тебе. Сакам еве на првава пресметка со Австрија, да седнеме онака у кафана, немој да си гледал мени, да си нарачам што сакам, да се напијам колку сакам, ќе ја сликаме сметката и ќе сведочиме во наредната емисија. Ти нарачај полнет носорог и од Шкотска специјално да ти донесат некое виски. Па види, зависи, ќе оставам на тебе у која кафана ќе одлучиш, така да се едно, никад ќе те Си го поштевам. заслужи, си го заслужи, признавам. Ала, втора Ферски, година, втора ферски, сезона поред, мислам, третата ајде ќе биде подобра. ферски, ферски. Извини, тончите молам. За солзите. Така, ај, пред да продолжи. Се у позадина пуштате онаа солзи сами капат, прости ми. Ете. Малце ми е браќа соборци и сестри соборки овој што го трпам. Ерај! Еве гледате и од режија што ми прават, сите се против кутриот водител. Ништо што не заслужил, така да продолжи си никад. Да, Знаеш каде застана? Дока стигна. Значи, нашата емисија е баш затоа шармантна, пошто има надпреварување за сите. Ние им правевме едно многу фино надпреварување на нашиве следбеници, кое што се вика Фантази Премиер Лига. Премиер Лига, така. Човекот, Доминира еден фид момак. да не го кажуваме прво со име, прво нека си се види, па ние ќе објасниме што е и како е. Така е. Плаво-бели, Стефан Кипријановски. Стефан Кипријановски, еве го. Со 20 бода предност пред Христијан Бакулевски, тука ни се и Дарко Совкупно Наумовски, Стефан Темелковски, 2394 поени. и Столе Стоичевски, значи ни ја заокружуваат петката. Стефан си го заслужи и ќе добие дрес од Ливерпул по Така, негов тој избор. дрес си го сакаше. Кога тој дрес ќе му биде готов, ќе му биде свечено врачен и во нашата емисија. Така и тоа не е се никас. А во меѓувреме, ние пак ви овозможивме едно фино фантази такмичење, меѓутоа овој пат фантазито е Евро, фантази евро, никад цел така. месец има пред нас, 51 вкупно надпревар, почнувајќи на нашиот од недела. фудбалери од 24 репрезентации. Објавивме веќе, го имаат и кодот за нашата GG3 плюс Евролига. Кодот Така. го има на нашата фан страна, кој се уште не знае, може Лигата да се вика наврати. GG3+, кодот ќе си го ископирате од нашата страница на Facebook. И за најдобриот после цел еден месец, тамо 11-12 јули ќе го добиеме победникот никад. Така. И за него не едно, не две, 3 пакетчиња по 6 скопско пива ќе добие најдобриот. 3 по 6, 18, поделено на пола литра, 9 литра пиво ќе се пие. Мајсторе, јас со ова математика Ако е. требало колеги да ми бидат научници, а не тибе. Па никад, време е да се одјавиме, ама време е да го заокружиме ова прво издание пред европско со една фина вест која ја најавивме уште пред неколку епизоди, во која кажавме ќе биде едно фино изненадување пред се за нашите фанови никад. А тоа е, следејќи ги сите ваши коментари кои ни ги оставате јавно, под видеа, под објави, што ни пишувате Во во приватни инбокси. пораки. Така. Ние сето тоа некако го ставивме во бубањ и видовме дека тој бубањ
кога ќе го смиксате, испливува во нешто многу фино и кое што го носи GG3 Plus на едно сосема ново ниво, на еден сосема нов левел, а се Так. вика gg3plus.mk. така Тоа е нашиот официјален вебсайт кој треба да стартува веќе од понеделник, специјално за нашите најголеми фанови, за оние наши најверни поддржувачи, каде што ќе може никац буквално да се информираат за сите ќе оние можете да ги видите сите тековни работи во спортот, обработени на малце поинаков начин и во секако наш стил. е така. Меѓутоа и вие со ваши коментари, ваши предлози, ваши слики, видеа, се што сакате да ни пратите, а што ве прави посебен спортски фанатик, да може тоа да го видат и другите, Буквално да ни го никац испратите. имаме една заедничка дружба каде што до израз може да дојдат и сите оние кои директно сакаат да влијаат врз Google 3 Plus како емисија, google3plus.mk како еден веб сајт, поинаков спортски сајт и верувам дека тоа ќе биде едно фино наше дружење заедничко со така. нашите најверни фанови. Ние не застануваме, а не застанувајте ни вие со наше следење. Ајде се у кафана, мисли кај ќе даеш и пиво и скара. Ајде.